Почитувани граѓани, ќе искористам приликата како пратеник да поставам три прашања. Првото прашање е до министерот за правда, господинот Џафери. Не гледам дека е тука, доколку е во близина салата. Министерот за правда, господинот Џафери. Не е тука, заменикот е тука. Ако е заменикот, добро. Прашањето е наменето за господинот Џафери. Како актуелен министер за правда, тој би требало да биде една од најповиканите личности, функционери одговорни за доследно спроведување и почитување на законите во Република Македонија. Согласно Законот за јавен долг, кој во член 18 го редува задолжувањето со издавање на државни харти од вредност, ставот 6 предвидува дека, цитирам, министерот за правда издава правно мислење за правната важност за издавањето на харти од вредност на меѓународниот финансиски пазар. Затворам цитат. Овој став од членот директно ве сместува меѓу одговорните лица поврзани со издавањето на обврзницата заедно со министерот за финансии. Господина Џафери, на 18 јули можевте да слушнете дека од медиумите дека вашата заменичка господјата Бришковска била присутна на 7-минутната конференцијска врска со кредиторите во функција на представник на Министерството за правда. Од 19 јули сте информиран дека Министерството за финансии излезе со соопштение во домашните и странските медиуми дека Министерството за финансии покрај останатите инволвирани страни имало согласено и правно мислење од Министерството за правда. Господина Џафери, се до 24 јули и покрај тоа што сите овие информации беа присутни во домашните и странски медиуми, вие молчевте. И затоа дали Министерството на финансии се има обратено за правно мислење до Министерството за правда во врска со издавањето на евроврзница. Иако согласно закон, издавањето на правното мислење претходи на одлуката за издавање на евроврзницата што ја носи владата на Република Македонија. За волја на вистината, вие се уште молчите дали вашата заменичка Бришковска го представувало неовластено Министерството за правда. Дури на 24 јули само за одредени медиуми дадовте телефонска изјава дека до тој момент Министерството за финансии се нема обратено службено до вас. После само 2 дена од оваа ваша телефонска изјава подпишавте позитивно мислење и озаконивте незаконско задолжување. Се додека не се донеси промената на законот, односно не се создадат правни можности за задолжување која наминува моменталната законска поставена граница, предложен од владата, изгласан од парламентот, секој пречекорување на законските утврдени суми на буџетот представува прекршување на законот за буџет. Моето прашање до министерот за финансии е: како и поради кои причини посвестум се подпишавте на позитивното мислење од Министерството за правда за правната важност на евроврзницата во висина од 450 милиони евра, во момент кога согласно буџетот за 2016 година задолжувањето од странство е предвидено на вкупен износ од 370 милиони евра? Моето второ прашање е до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. А прашање е конкретно земјоделците од Битола, Пелагонија и од цела Македонија. Иако законски крајниот рок за исплата на земјоделските субвенции за 2015 година беше 30 јуни, информациите од терен од земјоделците говорат дека повеќе од 50% субвенции не се исплатени, а за 2016 години за субвенциите не станува збор. Дека вистинските земјоделци, тутунопроизводителите, лозарите, гранинарите, сточарите, сите ги чекаат овие пари, фирмите блиски до власта ги добива субвенциите дури и со исплата на последниот ден од крајниот рок. Еве ви примери. Земјоделскиот комбинат Пелагонија од Битола, фирма во собственост на олигархот близок на власт Орце Камчев, добива пари на 9.6, 36 и 29.6 во висина од 43 милиони денари. Лозар Педистерка, исто така фирма блиска до власта, ги добива субвенциите на 10.6. Земсил, Рик, Силекс, Кратово, исто така фирма блиска до власта, фирма на Дзинго и фамилијата, си наплатил повеќе од 2,6 милиони денари во предвидениот рок. Дури фирмите за кои се поднесени кривични пријави и кои истите треба да се наоѓаат на црната листа на вашето министерство, ги добиваат субвенциите. Десил, Слободанка Србиновска, фирма собственост на вашиот подрачен раководител во Битола, Илија Србиновски Шате, си ги наплаќа парите во јануари и февруар во износ од преку 480.000 денари. Фирмата Корал, собственост на блиски роднини на гранчалникот Водемир Капија, си ги добива субвенциите во јануари во износ од повеќе од 900.000 денари.
Фирмата Варда Раде Градско, иста така фирма за која што има кривични пријави, ги наплаќа исто така во јануар на почетокот на годината субвенциите во износ од 7.676.000 денари. Наместо тие да бидат казнети, тие се наградуваат со експресна исплата на субвенциите. После катастрофална година, со нерешен пласман, со се уште неплатено грозје, ниски откупни цени на пченицата, на оризот и друго, земјоделците се надеваат дека со субвенциите ќе ги покријат трошоците на производство и ќе ги платат своите вересии во земјоделските аптеки. Покрај скапата нафта, семиња, ѓубриво и се друго, ние имаме земјоделци кои ги правите неконкурентни и на допаштите и на странските пазари, затоа што во опкружувањето државите веќе ги исплаќаат субвенциите за 2016 година. Поразително е тоа што во сите овие години не имате исплатено 170 милиони евра. Тоа е равно на еден годишен буџет кој што треба вие како земјоделие да го исплаќате на земјоделците. И затоа, јас ве прашувам во име на земјоделците, кога ќе ги исплатите субвенциите за 2015 година? И моето трето и последно прашање е до премиерот Емил Димитриев. Премиере, сигурно знаете дека неколку години наназад Битола е еден од градовите во кој што воздухот за дишење е енормно загаден. Дека дишеме воздух кој е со концентрација на ПМ штетни честички и до 20 пати повеќе од горната дозволена граница. Сите мерења покажуваат дека ова се должи на испуштање на штетни честички во воздухот од рек Битола, од загадувачката индустрија, користењето на огромно дрво за грејење наместо топлификација, пренатупаноста на возила кои што не исполнуваат еколошки стандарди и друго. Во Битола на повидок е уште една нова еколошка катастрофа. Општина Битола и надлежните министерства даваат концесија и дозволи за работа на каменолом, лоциран на периферијата на градот, поточно во местноста Билбил Камен, на обиколницата на градот, односно магистралниот пат Прилеп Битола Ресен. Еве, ова е магистралниот пат на кој што во непосредна близина на само 30 метри се отвора нов каменолом. Концесијата за експлоатирање во период од 30 години Министерството за економија ја додели на фирмата Стентон, фирма која што ги работи тендерските услуги за градежништво и услуги на општина Битола, ги добива тендерите од Министерството за земјоделие за чистење на каналите, а исто така ги стопанисува паркинзите во општина Битола. Поточно кажано, фирма блиска до власта на ВМРО ДПМН. Еколошката катастрофа и се заканува на Битола. Каменоломот ќе направи лом во воздухот. Еколошката катастрофа ќе го трасира патот до местото Билбил Камен. Експертите за рударство предупредуваат дека почвата во околината во Битола содржи штетни материи, силикати и кисели маси. Во процесот на минирање лесно можат да бидат загадени и водите во околината. Исто така има опасност и по жителите во околните населени места. Ова ви е трудот на професор Ристо Дамов од Институтот за рударство во факултетот во Штип и точно е кажано: сигурносно растојание од дејства на расфрлени парчиња, разбивање на карпи, најмалку минимално растојание од местото на живење треба биде 400 метра. Мапите кои што ви ги покажуваат дека каменоломот се наоѓа на 204 метра од првите населени куќи во населбата Довлеџик во Битола или на 775 метра од густо населената брусничка населба Нова Битола. Или од центарот на градот, од каменоломот до сад кулата, има 2,5 километри од центарот на градот Битола. Општина Битола молчи за случајот и покрај притисокот на граѓаните кои најавуваат протести и се обидуваат да го сопрат овој проект кој ќе им се одрази по здравието на сите граѓани. Општинскиот инспекторат за животна средина е должен да направи испитувања и доколку се покажат неправилностите, треба да ја застани тука процедурата. Истото го кажуваат и од Асоцијата за рударство при Стопанската комора на Република Македонија. Работата на каменолом во близина населено место може да биде штетна од чист варовник, кој што е 99% штетен по здравието на луѓето, има кисели масти, кварц и се останато што содржи содржината на оваа руда која што ќе се ископува. Премиерът на Република Македонија Емил Димитриев, како битолчанец, во името на сите граѓани на општина Битола, ве прашувам, дали сте спремни да застанете на патот на уште една еколошка катастрофа во Битола?
Дали се обврзувате дека ќе превземете активности кои се во ваша, односно надлежност на владата и на ресорните министерства, да се застани со отпочнувањето на работа и експлоатација на руда од овој каменолом, истиот да се дислоцира на друго место, по безбедно место, кое што нема да има штетно влијание врз луѓето. Сигурен сум дека ако сакате, ова можете да го направите. Причина плюс е тоа што и вие имате ваши блиски роднини кои живеат во градот Битола. Ви благодарам.